Значењето на растенијата за животот на земјата е многу големо. Тоа се единствени живи суштества кои се способни да ствараат органска материја. Тоа се живи суштества кои што први постанале на земјината топка и го овозможуваат животот на животните и човекот. Единствени живи организми кои што се способни да врзат сончевата енергија и да ја претворат во животна енергија преку процесите на асимилација, тоест фотосинтеза. Потока значењето за целокупниот живот на земјината топка е огромно и многу големо. Конкретно за значењето на растенијата за Македонија, можеме да кажеме дека Македонија е земја на голем биодиверзитет во однос на растителноста, значи постојат огромен број на различни видови на растенија. Според досегашните истражувања, во Република Македонија денеска постојат околу 3700 различни видови на растенија, од кои 3200 припаѓаат на така наречените виши растенија, односно скриено семени растенија. Мал број се голосемени, негде околу 15 видови, 40 се папрати и некои други видови на растенија. Многу мала земја, голем број на растителни видови. На што се должи сето тоа? Пред се за географската положба. Македонија е дел од централниот дел од Балканскиот полуостров, земја богата со голем број планински венци, планински масиви, земја богата со реки, земја богата со многу високи врвови, земја богата со најразлични геоморфолошки форми. Главната причина за ваквото големо богатство е и климатските карактеристики на државата. Македонија се наоѓа под влијание на два различни климатски типови. Од север силно се чувствува влијанието на континенталното климатско подрачје, кое што преку Србија од централна Европа длабоко навлегува во Македонија. Од јужниот дел, преку реката Вардар, се чувствува силно медитеранското влијание. Исто ова медитеранско влијание се чувствува и по реката Радика и реката Црндрим, која влегува од Јадранското море. Па затоа сето тоа допринесува во нашата држава, односно во нашата Македонија, да имаме најразлични типови на клими, што допринесуваат да имаме голем број на растителни видови. Видови кои припаѓаат на медитеранската регија, меѓутоа видови кои припаѓаат и на континенталната, видови кои припаѓаат и на алпската, бидејќи имаме и многу високи планини. Покрај географската положба и климатските карактеристики, големо влијание врз големиот биодиверзитет, односно разновидноста на голем број растителни видови, се должи и на така наречениот историски развој. Историскиот развој на самата планета Земја, каде што се менувале геолошките ери, така што во минатото како се повлекувала една геолошка ера, доаѓала друга, се менувала и растителноста. За една илустрација само ќе ви напоменам дека денес во светот само 5 до 7% од живиот свет што живее е од вкупниот број на различни животни форми што некогаш од постанокот до денес постоеле на земјата.
што значи дека целиот процес е еден силен динамичен процес, се менува и ние сме во една фаза сега каде што голем број видови ќе се јават нови видови, меѓутоа голем број од видовите и ќе се изгубат. Македонија е земја каде што се сменувале голем број на цивилизации. Од византиско, римско, периодот на Александар Македонски, па се до ден денеска, каде што имаме едно културно движење на народите. Ваквото движење на народите допринело да се донесат или посадат голем број на различни растителни видови. Луѓето како се движеле, ги носеле и растенијата со нив за своите потреби. Сето тоа денес има и текако големо влијание врз разновидниот растителен свет во нашата држава. Сите овие растителни видови денеска се именуваат со свои латински имиња. Латинското име на секое растение го содржи родовото име, како основно, и името на видот. Например, Pinus peuce, родот Pinus на борови, peuce молика. Покрај латинските имиња, растенијата имаат и народни имиња. Народните имиња се локални или дадени од народот на соодветното подрачје. Некои латински имиња пак произлегуваат од народните имиња. Кога 1839 година Гризебах, австријскиот фитогеограф, дошол во Македонија и на Пелестер за прв пат ја открил моликата, он од населението локално слушнал дека тој бор го викале певце. Певце на влашки значи бор. И Гризебах, латинското име на видот, го данал Pinus peuce. Во Македонија биле внесувани и голем број алохтони видови, кои што се од други географски подрачја. Пред се тие биле внесувани за потребите на човекот, дали било за исхрана, дали било за потребите од дрво, за украсни форми и така натака. Карактеристично е тоа што голем број од автохтоните, од домашните видови, представуваат и реликтни видови. Реликтни значи многу стари видови, видови кои што потекнуваат од многу постара геолошка ера, а тоа е терциерот. Најголемиот број на дрвенести видови што денеска природно се застапени во Македонија потекнуваат од терциерот. Многу голем број од овие терциерни видови се и ендемични. Ендемично значи вид кој што има многу мал ареал на распространување. Природно е застапен на сосема мала географска површина или подрачје во државата. Во тој поглед Македонија можеме да кажеме дека е многу богата со ендемични видови. Денеска, според официјалните податоци, имаме околу 135 ендемични растителни видови, што ја прави нашата држава една од побогатите во светски рамки. За илустрација само ќе напоменам, денеска во Македонија имаме околу 312 различни дрвни видови. Ако ја споредиме со една Финска која има 42, што укажува дека флористички сме многу богато подрачје. Тоа не е случајно, тоа е резултат на претходните фактори што ги напоменав. Голем број од ендемичните видови се така наречени балкански ендемити, значи видови кои што се застапени на Балканот, меѓутоа имаме и голем број видови што се типични, карактеристични за Македонија. Тоа се така наречени македонски ендемити. Едно од поспецифичните и позначајни видови за растителноста на Македонија е ендемичниот и реликтен вид Виола кошанини, позната уште како македонска темјанушка, македонска синоличка или кошанинова темјанушка. Овој вид е многу стар
уште од периодот кога на подрачјето на Балканскиот полуостров владеела така наречената тропска клима, каде што со текот на геолошките периоди, кога доаѓа периодот на завладување, огромен број од растителните видови се повлекуваат, а само некои, како што е вила кошанине, успеале да се скријат во овие рефугиални подрачја и до ден денеска да останат на територијата на Македонија. Што е специфично толку за оваа темјанушка или синоличка? Тоа е единствена полудрвенеста виола или темјанушка која што успева на Балканскиот полуостров. Слични вакви темјанушки останати се денес во светски рамки само на островот Мадагаскар. За Македонија представува ендемичен вид покрај кај нас, тоест подрачјето кај што сме сега, планинскиот масив Јакупица, се наведува дека ја има уште и во на мали локалитети во Црна Гора, Албанија и северните делови на Грција. Во Македонија се наоѓа и нејзиниот најголем ареал на распространување. Еден од видовите што го има само на едно место во Македонија е и рододендрон миртифолиум или синоним рододендрон кочи. Тоа е еден вид кој што е застапен во циркот на Салаковските езера. Карактеристично е тоа што се работи за мала грмушка, ниска, вечно зелена, со многу убави розево-црвени до лила боја на цветови. Цвета многу краток временски период. Често пати за да видите треба да идете после 15 јули, бидејќи до тогаш е под снег. Прецветува брзо и повторно негде во крај на септември, октомври, повторно бива затворена, односно покриена со снег. Тоа е еден остаток од таа алпска вегетација и бореална вегетација, што порано била пошироко распространета. Истиот вид се сретнува многу далеко од Македонија, на Кавказ и Карпатите, што укажува на фактот дека успеала да се зачува во овој цирк и да опстане повеќе илјадници години и да биде карактеристична за нас. Една од ретките видови што е застапени кај нас во Македонија е Рамонда Наталија, Наталиевата рамонда. Вид кој што прв ја опишал докторот на кралицата Наталија, меѓутоа ја опишал Јосип Панчич, познат српски ботаничар. Што е карактеристично за овој вид? Иако е најдена во Србија, најголемиот ареал од овој вид се наоѓа во Македонија. Широко распространување по течението на реката Варвар, карпестите предели, потоа често се сретнува во западна Македонија, па негде јас сум ја сретнувал и до 2200 метри надморска височина. Видот е ставен на листата на загрозени видови, на црвената листа, и за него се поврзани голем број специфики што го прават да биде посебен. Една од посебностите е така нареченото неговото својство на анабиоза. Тоа е, па русите го нарекле воскреснувачко растение. Зашто воскреснувачко? Затоа што после извесен период растението ако се исуши, 10 години и повеќе, ако падне и една капка вода, оживува. Тоа е резултат на тие физиолошко-хемиски својства што ги има растението. Па затоа го добили името и воскреснуваат. Значи воскреснуваат, оживуваат од мртвите. Ова својство е многу карактеристично и специфично и НАСА правила голем број експерименти да утврди зашто се случува сето ова за идните потреби за патување во космосот, каде што ќе треба, бидејќи се работи за долги временски периоди, живите суштества треба да бидат во таа фаза на анабиоза, на мирување, како би ги совладале тие временски граници. Во светот денеска постојат околу 30 видови што можат да бидат во таа фаза на анабиоза.
Во Македонија се наоѓаат две, тоа е Рамонда Наталија и Рамонда Сербика. Рамонда Сербика многу помалце, а повеќе има Рамонда Наталија. Видот е значаен од еден културно-историски аспект. Кога завршила Првата светска војна, цветот од Рамонда Наталија е ставен како символ на мирот по завршувањето на Првата светска војна. Од балканските ендемити, карактеристични за Македонија, секако би го спомнали и видот Гениста нисана. Нема некое посебно народно име, паѓа во растенијата што се нарекуваат зајачки, бидејќи се од фамилијата Фабацер, легуминозни растенија кои што имаат мешункасти плодови. Меѓутоа карактеристично е што имаат многу убави жолти цветови. Нивниот облик на топчеста форма и зракасто разгранети гранчиња дава посебна вредност на видот. Во Македонија овој вид е застапен во околината на Скопје, на планинските предели во околината на Скопје, и застапен на Балканот беше само уште во близина на Ниш во Србија. Меѓутоа, според некои сознанија од колегите од таму, видот таму целосно е уништен и не постои. Па денеска, врз основа на тие сознанија, можеме да кажеме дека Гениста нисана и македонски ендемит, локален за скопските околни планински и ридско-брдски предели. Од видовите што се карактеристични за Македонија, го носат македонското име, ќе спомнеме и македонската саса или дремничето, Пулсатила macедоника, вид што е карактеристичен за терциерно реликтните борови шуми во Македонија и вид со еден од најубавите цветови. Периодот кога цвета во март месец, буквално цветовите изгледаат како млади невести. Имаат многу убава лилјакова боја, меѓутоа целите се препокриени со една влакнеста белузлава материја, како некој фустан од бели влакненца, што го прават посебно да биде убав и карактеристичен овој вид. Едно од карактеристичните растенија што го има во Македонија и представува негова крајна северна граница, северозападна граница на распространување е Акантолимон ехинус. Многу убава топчеста полугрмушка со многу убави лила цветови. Видите, цветовите се убави, целокупниот ефект го даваат плодовите. Плодовите личат на мали падобранци со бела светликава боја и кога ќе ги видите во природа даваат многу убав изглед, пленат со својата убавина. Оваа полугрмушка има и доста и лековити својства, меѓутоа кај нас е многу ретка, застапена е на планинскиот масив Галичта само и на Галичка бистра, на местото Брзовец, каде што прави многу убави пределни и пејсажни вредности на карпестите делови од овој дел. Македонија нарекуваат земја на дабовите. Зашто? Карактеристично за нејзе е тоа што имам околу 7 различити дрвни видови на дабови, природно застапени кај нас. Еден од специфичните и значајни за нашата држава е и македонскиот даб, Quercus macedоnica, синоним Quercus troiana. Што е толку специфично и значајно за нас македонците, пред се затоа што го носи името македонски даб. Авторите кои го истражувале овој даб наведуваат дека ареалот на истиот, односно наму каде што природно е застапен, се поклопува со територијата што ја освоил Александар Македонски. Тој е полузимзелен до листопаден даб со тврди и кожести листови. Значајно е за него што успева на многу тешки месторастења.
карпести предели, многу плитка почва, многу сушни и термофилни, значи топли месторастења. Слободно може да го споредиме со македонскиот народ, бидејќи истиот успева во многу тешки општествени услови, а македонскиот да пак успева многу тешко во овие природни тешки услови. Дивиот костен, Ескулус хипокастанум, кој што е балкански ендемит, територијално најповеќе е застапен во Македонија, го има на одредени локалитети во Албанија, Грција, нешто во Бугарија, меѓутоа по површина е најмногу застапен во Македонија, на 3 локалитети: Злидол, Галичица, Гарска река и во Дебарскиот крај во близината на селото Луково. Што е карактеристично за овој вид? Е тоа што е терцијарен вид и ендемичен вид. Редок, реликтен, многу стар вид. Вид кој што има широка еколошка амплитуда и кој што денес во светот е широко распространет. Меѓутоа, изворот на потеклото на видот е во Република Македонија. Од илустрациите ќе видите дека и најстарите стебла во свет се наоѓаат во Македонија. Ние констатиравме 650 години стари стебла од див костен, што се застапени кај нас, што представува реткост во светски рамки. Во Македонија се застапени 2 вида на фоја. Питома фоја, Юниперус фетидисима, и дивата фоја, Юниперус ексцелза. Значајни видови бидејќи кај нас во Македонија се наоѓа нивната северна граница на природно распространување. Истите потекнуваат од малоазискиот регион, значи негде од Авганистан, преку Турција се до Македонија, територијата на Македонија. Во местноста Кожле се наоѓа најсеверната граница на распространување на дивата фоја Юниперус ексцелза, додека питомата фоја Юниперус фетидисима се распространува негде до северните граници на Македонија. Питомата фоја успева на поголеми надморски височини, за разлика од дивата фоја која што се сретнува во средниот дел по течението на реката Вардар и нејзините притоки. Карактеристично за овие видови е што имаат многу убава срцевина. Дрвото е многу цврсто, многу споро расте и внатре има вино црвена боја на дрвесината, па луѓето во минатото многу го користеле за изработка на сандаци за чување алишта или пак ги правеле украсни кутии за чување на накит и други значајни предмети. Така многу интересантен по самото име видот гол човек. Името го добил, латинското му е Arbutus andrachne, од фамилијата Ерикаце, вид кој што потекнува од Мала Азија, а во Македонија се сретнува само на 2 локалитети. Тоа е Коњска река, Гевгелиско, на планината Кожув, и во близина на Тиквешкото езеро Кавадаречка. Името го добил пред се поради бојата на кората, која што е месо боја црвенкасто кафеава. Одреден период се формира многу тенка кора која што брзо се лупи и опаѓа, па дрвото изгледа како да е голо. Се работи за дрво кое што е вечно зелено, зимзелено, иако е од широколисните. Има многу убави јагочасти плодови, топчести, збирни плодови, кои не се користат за исхрана, иако не се ни отровни. Специфично е пред се поради обликот, формата и изгледот и дава многу убав амбиентален
дел на пределот каде што е природно застапен овој вид. За жал, овој вид малце се користи во урбаните средини, во хортикултурата, особено би можел да се користи во јужниот дел на Македонија, каде што не би саделе некои екзотични или алохтони видови од други краеви, него би го насаделе него каде што би природно и добро успевал и би дал добра амбиентална слика за урбаните и градските средини. На Балканскиот полуостров постојат два вида ендемични борови. Тоа е Pinus peuce моликата и Pinus heldraichi муниката. И двата вида се застапени кај нас во Македонија. Што е карактеристично? Моликата територијално најголемиот ареал го има во Македонија. Ја има и во Бугарија, има мал дел во Грција, Косово, Црна Гора и многу малце во Босна. Меѓутоа најголемиот ареал е во Република Македонија. И во Република Македонија е односно во Македонија за прв пат е детерминирана и препознаена. Значаен вид кој што во минатото бил широко распространет на територијата на Балканот, меѓутоа поради одредени геолошки, климатски промени, неговиот ареал се намалил и дошол само на 2-3 локалитети. Тоа ја има најповеќе на планината Пелистер, потоа се сретнува и на други локалитети, на Шара, нешто на Јабланица, на Кораб, ја има на Галичица и на Кожув планина. Муниката како ендемичен вид е многу послабо застапена, денеска е одредена само за два локалитети, тоа е на Стара Галичица во Охридскиот регион и Црн камен на Шар планина. Заедничкиот живот на растенијата е доста сложен и често пати непредвидлив. Така имаме растенија кои што припаѓаат климатски на сосема две различни подрачја, како што е примерот овдека гледаме на планинска смрека Juniperus communis вариетет нана, која што е симната на многу мала надморска височина, негде до 1000 метри, и заедно расне во неа имаме еден јоргован кој е карактеристичен пак за тие потопли, така наречени подрачја каде што се чувствува видоизменето субмедитеранско влијание. Меѓутоа, заедничкиот живот ги здружил и еден со друг се штитат и живеат во една заедница, што даваат посебна пределна и визуелна вредност на ова подрачје. Животот во природата е сложен и често пати растенијата знаат меѓу себе да се здружат и да си помагаат во својот развој. Пример за ова се овие три растенија кои нашли еден заеднички живот и се штитат едни со други. Тоа е црниот јасен заедно со како листопаден вид, питомата фоја како вечно зелен вид и ефедра мајор, односно ефедрата како вечно зелен вид. Што е карактеристично за овие видови? Карактеристично е тоа што јасенот е широко распространет, црниот јасен во Македонија, и успева на многу тешки месторастежни услови. Јасенот е многу изразито термофилен и сушоотпорен вид. Успева на плитки, каменити почви, каде што речиси не можат други растенија да успеат. Луѓето во Македонија многу го користеле во минатото. Пред се од јасенот се изработувале дрвени лажици и друга дрвена галантерија, додека го користеле и од гранчињата ги ставале во вода, која вода станува плава и таа вода се давала на кокошките што ги штитела од разни паразити. Ефедрата, како вид што заедно расне со овие два вида, е карактеристична што во себе содржи алкалоид ефедрин, широко применет како во наредната медицина, така и во фармакологијата. Особено кинезите ја користат ефедрата за изработка на тие традиционални народни лекови. Правени се голем број на експерименти со ефедринот за поттикнување и на меморијата кај луѓето,
а денес во фармакологијата го користа за изработка на капки за нос. Колку е големо значењето на растителноста, односно на дрвјата и другите растенија за луѓето, пред се ќе кажеме во поглед на тоа што најголем број од населени места во Македонија добиле име баш по некое растение. Крушево од крушата, потоа Дреново од дренот, еве овдека се наоѓаме во Драчево од драчот, во околината имате доста, и огромен број на други места. Во периодот на СФРЈ на територијата на тогашната држава беа изброени околу 1650 топоними добиени од растителни видови. Значи, значењето на растенијата за животот на луѓето било големо и многу значајно. Па затоа и ги крстеле и населените места. Од религиски аспект, исто така растенијата биле многу значајни. Затоа денеска зборува примената на одредени растенија кои што се саделе покрај храмовите, покрај манастирите и така натака. Секаде каде што имало монашки живот на територијата на Република Македонија, покрај манастирите се саделе одредени растенија, како што била дудинката, муринка, како што се нарекува, која им давала одредени потреби на монасите во однос на исхрана. Од дудинките печеле ракија, правеле сокови, правеле джем и така натака, што служило за нивната исхрана. Зашто баш ја одбрале дудинката? Пред се заради тоа што таа е многу отпорна и нема потреба од некои посебни мерки на одледување. Секоја година обилно раѓала, па давала добра екзистенција за потребите на монасите. Во традицијата на македонскиот народ големо значење имала тополата, особено на пирамидалната топола, каде што луѓето кога ќе им се родило машко дете во фамилијата, во покрај нивите каде што течела вода саделе 20 до 30 тополи густо, истите со текот на растањето ги кастреле за да добијат греди понатака, каде што кога ќе дошел периодот да се жени, ќе направат од 16 до 20 години во тој период ги женеле машките момчиња, ги сечеле тополите, викале мајстори бичкаджи и од тие тополи правеле куќи за каде што ќе се формирала новата фамилија и така натаму. Значи многу интересантно и значајно традиционално било ова садењето на тополите, речиси во сите села на Македонија и представува еден почеток на нов живот. Луѓето треба да сватат дека растенијата се дел од нивниот живот, представуваат дел од интегриран живот на земјината топка и треба посебно да се грижат за нив, бидејќи без нив нема живот. На тоа укажува самиот факт, може да видите дека растенијата можат да опстанат без луѓето, без животните, меѓутоа животните и човекот не може да опстанат без растенијата. Затоа човекот треба да обрне посебно внимание и да превземе така наречени одржливи мерки, каде што животот со растенијата ќе го направи да биде во корист обостран, не само на потребите на човекот, него и за потребите на растенијата. Македонија како земја богата со голем број на реликтни, стари видови, автохтони, терциерни видови, ендемични видови и така натака, има одредени законски норми кои што се
грижи за нив. Така денес во Македонија се прогласени голем број на 3 национални, односно 4 национални паркови, голем број на заштитени подрачја, пределни вредности и така натака. Значи, законски ние сме. Меѓутоа во пракса тоа треба малце да биде поизразено и поквалитетно спроведено. Ако имаме добар растителен свет, здрав, имаме и здрав општествен, односно добар човечки развој.